Се сеќавате на Андреј? Од последниот пат кога го видовме, тој порасна и научи многу нови работи. Не е лесно да си постара сестра. И кај Николина има многу промени од нашата последна средба. Таа веќе студира, а од денеска почнува да живее одвоено од семејството, со својата најдобра другарка Маја. Додека се подготвуваат за забавата по повод вселувањето во нивниот заеднички стан, со нив се и нивните најдобри другари, Марко и Бојан. Сите нив ќе ги следиме во нивните нови авантури, додека учат за енергетска ефикасност, затоа што тие се енергетска математика нова генерација. Андреј знае дека еден фрижидер во супермаркетот троши 1300 киловат-часови годишно и треба одговорно да се користи. Неговиот совет за Маја е: не оставај го фрижидерот отворен додека одбираш производ. Прво одбери, па потоа земи го и веднаш затвори го фрижидерот. Ако сите купувачи го применуваат овој совет, тоа е заштеда од 1080 киловат-часови годишно за сите 5 фрижидери или 216 киловат-часови годишно за еден фрижидер. Николина мисли дека треба да купат пијалаци во индивидуални шишиња или лименки и хартиени чаши, кои по употребата ќе ги рециклираат за да не трошат електрична енергија на миење чаши. Андреј ги подсети Николина и Маја додека се тука да купат штедливи светилки за во новиот дом. Тој знае дека LED светилките се 89% поефикасни од обичните. Додека избираа што да купат, сите заедно внимаваа да го земат само она што им е навистина потребно, затоа што внимаваа на висината на сметката. Така е и со сметките за струја. Ако внимаваме да го користиме само она што ни е потребно, и сметката ќе биде пониска. Ако супермаркетот е климатизиран, не задржувај се на влезот, за да не влегува топол воздух однатвор во лето, односно ладен во зима. Во просек, една клима со инсталирана моќност од 3 киловати троши 24 киловат-часови. Ако сите купувачи во супермаркетот во текот на еден месец се совесни како Андреј, Николина и нивните пријатели, менаџерот ќе заштеди 25 до 40% и ќе може да го прошири својот бизнис и да биде конкурентен. Секако и менаџерот и вработените треба да се грижат за енергетската ефикасност и да ги преземат сите потребни мерки за зачувување на енергијата. Со примера на советите што ги видовме во оваа епизода, секој од нас индиректно влијае да има помалку емисии на јаглерод диоксид во атмосферата.